Неколкумина автори од Скопје изминатава сабота во рамки на проектот Добри гости во организација на издавачката куќа ПНВ Публикации дојдоа на гости во Тетово и заедно со нивните колеги од градот Почара приредија вистинско уживање за присутните, читајќи извадоци од нивните книжевни дела. Желбата на авторите за меѓусебно поврзување, сплотување, размена на идеи и совети во областа на книжевноста беше главната цел на саботната дружба, но воедно целта беше и публиката да посведочи на еден ваков културен настан. Тука сме да одржиме еден книжевен настан кој што е дел од серијата книжевни гостувања низ Македонија. Настанот го именувавме како Добри гости. Во принцип, неколкумина автори кои што живеат во Скопје, патуваме во другите градови низ Македонија, планираме проектот да трае една година, да посетиме повеќе градови во земјата, да се дружиме, значи авторите што живеат во Скопје со авторите нели од другите места во земјата, да се запознаат подобро, да другаруваат, да склучат известни, можеби и соработки, но на крајот на краиштата идејата е да се зближиме, да се запознаеме подобро, да се сплотиме во она што не обединува, тоа е книжевноста и во принцип целта на проектот е да се случи известна децентрализација на културата, затоа што знаеме дека најголемиот дел од книжевните настани се случуваат во главниот град. Идејата е да донесеме нели книжевност и во другите места, не дека малите места или другите градови немаат своја сцена, но сметам дека на овој начин ќе помогнеме и ќе поттикнеме уште повеќе вакви настани. На саботното литературно читање пред тетовци покрај етаблирани писатели се представија и млади автори кои надежно творат, а токму ваквите настани се одличен начин за нивна промоција, но и поттик да продолжат да се занимаваат со книжевност, велат од ПНВ Публикации. На овие настани настапуваат и автори кои што се членови на Друштвото на писателите, значи етаблирани автори кои што имаат бројни изданија зад себе, без оглед дали се работи за поезија или за прозни книги и така натаму, но исто така секогаш отстапуваме простори за млади автори, да речеме и студенти, и средношколци кои што можеби имаат објавено, но можеби и немаат објавено ништо досега, сепак сакаат да споделат нешто, затоа што целата идеја е да имаме разнообразна и публика и во самата програма да имаме автори од секоја возраст, од секој жанр на творештво, значи и поезија и проза, па и есеи и така натаму. Се е дозволено и тоа е поентата на самите настани е да поттикнеме што повеќе млади да сакаат да читаат и да се занимаваат со книжевност. Кога ќе им овозможите на младите да читаат заедно на иста сцена со етаблирани автори, тогаш веќе се подигнува нивото на самиот настан и на нивното представување и верувам дека е тоа голем поттик за нив да продолжат понатаму со таа работа со пишување и слично. И исто така е добро и ние што сме повозрастните да откриеме нови таленти и така натаму. Јас како издавач исто така особено многу работам со младите автори. Сакам да бидам нивен ветер во грб, сакам да им помогнам, сакам да ги поттикнам да работат, се трудам и да ги насочам како да го подобрат квалитетот и сето тоа. Така што сметам дека вакви настани треба да има што повеќе. Значи сега ова е нешто што ние го правиме како некаква иницијатива, но се надевам дека на тој начин ќе поттикнам и други чинители од другите градови од Македонија да бидат што поактивни и да не се случува книжевните настани општо културата да се случуваат само во Скопје, туку да имаме една жива, активна културна сцена низ целата земја. Проектот Добри гости со реализација започнал од октомври минатата година со литературно читање во Штип, по која следната дестинација викендов беше Тетово, за во наредните неколку месеци бидат посетени уште неколку градови, пошто иницијативата се очекува да заврши кон крајот на 2023 година со маратонско книжевно читање во Скопје.